Со полициско обезбедување и помош од Македонски шуми, десетина студенти од Финки засадија 3 дрвца во близина на ректорската зграда на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Останатите дрвја ги засадија вработените од Македонски шуми. Студентите од Финки велат дека ова не е контрапротест, туку изразување солидарност. Ова не е контрапротест на нашите колеги. Ние го направивме поради тоа што многу од колегите се бунеа за тие 47 садници кои се сечени. Ова го направивме како солидарност да насадиме многу повеќе садници за да се подобрат условите, како што викаат они, на загалениот воздух. Тоа е. Професорот Светомир Шкарич вели дека денешната слика која ја видел на универзитетот ја доживува како вонредна состојба. Гледам пред мене полиција, тоа се значи вооружени сили, а позади е ректоратот. Не знам кого го чуваат ректорот и ректоратот, или пак од лева страна правниот факултетот кој што излегува. Од гледиште на уставот, автономија на универзитетот предпоставува и непрекосновеност на територијата на која што универзитетот се наоѓа. Било каква интервенција од надвор на било која власт на територија на универзитетот без одобрение на органите, во овој случај без одобрение на Сенатот и на ректоратот, не може никој да влегува и најмалку нешто да превземе како акција или град. Според тоа е длабока повреда на автономија на универзитетот. Студентите од студентскиот пленум и невладината организација Мугра, кои од утрово го блокираат влизот на ректорот со барање за оставка на ректорот, велат дека не се против идејата да се изградат нови објекти за нивните колеги. Туку за нив е спорна локацијата и начинот на кој ќе се спроведе одлуката за изградба на овие барокни згради. И ние сметаме дека тие итно треба да добијат простор, само спорно е зошто токму овој простор се одбира кога универзитетот располага со други простори во кои што може да бидат сместени нивните згради. Во тоа е големата дилема. Инаку од страна на нашите аргументи ние имаме аргументација во однос на тоа дека овој проект ги крши некои правилници и стандарди кои што се пропишани со закон, понатаму ја нарушува автономијата заради тоа што оваа одлука според наши сознанија не е помината на Сенат и исто така доколку е помината бараме вонредна седница каде што тоа Сенатот јавно би го и транспарентно би го обзнанил, тој не го обзнанува тоа, ректорот не е тука, немаме никакво сознание и затоа сметаме дека е нужна дебата, а не такво соочување на некој некултурен начин со разминување, дури не разговарање помеѓу ние. Инсистираме од групова што сме собрани тука, инсистираме да се седне, да се разговара, дебатира транспарентно и за да се и јавноста да види чии аргументи превагнуваат. Демонстрантите кои денеска го блокираа влизот на ректоратот велат дека ќе останат пред портите се додека не се исполнат нивните барања.